И на 20 на минути до крајот на емисијата ви останавме должни за уште еден разговор, односно за последниот разговор и последната содржина за денешното издание на Добро утро секој утро. Како што ви најави Слободанка, ќе зборуваме за пчелните производи, за бикозметика, за природна козметика добиена од пчелни производи, а ова утро заедно со вас и со нас е Ирена Алчев, која што е производител на мед и пчелни производи. Ирена, добро утро. Благодарам што утринава сте заедно со нас и со нашата публика, со нашите гледачи и ви благодарам тоа што утринава допатувавте од Велес. Како патувавте? Како беше по пат? Добро утро. Со оглед на тоа што сме ден пред викенд, пред проложен викенд, има ли гужва? Да. Добро утро. Ви благодарам за поканата. Јас сум основач на Bicosmetics. Добро патувавме. Мило ми е што ме поканивте. Ете така, си доштаставте на време. Јас ми е навистина чест што еве ќе зборуваме за пчелните производи, односно за козметиката Bicosmetics. Ова е нешто не е ново на пазарот. Вие постоите веќе 10 години произведувате мед, ама напоредно со медот веќе 8 години произведувате козметика од пчелни производи. Како започнува вашата приказна? Како започна сето ова пред 10 години? Нашата приказна почна сосема спонтано и непланирано. Прво се одлучивме да земаме пчели, каде што да имаме мед за нашето семејство. Потоа одлучивме дека свативме дека со текот на времето пчелите даваат многу добра суровина, пчелниот восок, каде е основна суровина за козметиката. Така почнавме во домашни услови да изработуваме природна козметика. Ја дававме на нашите најблиски и сите беа премногу задоволни. Свативме дека е премногу добра и одлучивме да се занимаваме и оттаму дојде идејата да имаме бренд Bicosmetics. Така, Bicosmetics веќе 8 години постои на пазарот. Исклучиво работите со пчелни производи, значи тоа ви е она што го даваат пчелите. Сега, пред да ги представиме производите, сакам да ве прашам, бидејќи ова е природна козметика. Да. Кои се придобивките од оваа козметика? Значи, зошто да се одлучат, предпоставувам не се само за жени, можат и мажите да ја користат. Значи, зошто да се одлучат за природна козметика наспроти оваа што е комерцијална козметика? Нашата природна козметика е многу добро, дејќи него восокот ни од нашиот пчеларник, исто така многу се грижиме за маслата и билките, ние што се ги собираме и што се ги собираме во највисока со наши си садиме доволно. Од ваши цвеќиња, така? Да, од ваши билки? Да. Сакаме да имаме контрола на целиот процес, бидејќи сепак е природна козметика, се да биде чисто и автентично, да бидат луѓето премногу задоволни. Восокот е стварно злато за козметиката. И заради тоа треба да се користи природна козметика. Одат веќе фотографии на екранот. Еве можеме и да ги прокоментираме, ама не, сега да ги прокоментираме прво фотографиите. Тоа се некои производи, ваши производи што ми ги испратите, нели? Може да кажете еве што сега гледаат гледачите, а потоа ќе си ги представиме и овие производи што ги донесовте овде. Ласионите за тело се исто за наменети за сите типови на кожа, исто направени од пчелниот восок, и се повпивливи за сите типови на кожи. Комплет имаме со серум и дневна и ноќна крема. Ова е за нега на лице, предпоставам. За нега на лице, да. Серумот е исто направен од витамин Е со пчелин восок, морков и портокал. Исто имаме добра линија за коса на база на розмарин, маска за коса, масло, витамински исто уште еден серум. Тоа се значи дел од производите. Еве додека си од фотографиите, може значи да ми кажете која е палетата. Значи кои се производи се произведуваат под брендот Bicosmetics? Под Bicosmetics значи произведуваме путери. Добра. Путери значи имаме од ванила. Моментално е најпродавано. Путерот од ванила е најпродавано. Само да ве прашам, зашто се користи путерот од ванила? Bicosmetics, кога почнавме, повеќе е за сува кожа, бидејќи има пчелин восок со маслата. Значи долго време многу одговара на корисници што имаат сува кожа, но со текот на времето ние направивме и други формули, каде што имаме и например ласионите за масна кожа, нежна, мека,
нешто предобро е путарот. Значи путарот од ванила моментално е најпродаваниот. Најбараниот производ. Значи се користи за тело, за како тело. се употребува, дали Значи, има после некој упатство за употреба, дали после капење или како? После капење може да се мачкаат, може и до 2 пати во денот. Кој колку обожава и кој колку многу сака да се негува. Така. Значи тоа е се на природна база, се е на добиено природна од база, пчелниот восок и маслата и многу миризбата од ванила, значи се не е природно. Добра. Исто имаме и од цреша, исто овошно, кој би сакал за овошно, повели можеш да видиш. Само да не ми падне. Добро. Ова е, значи, сладка путерот, ете го, оди на, мислам дека и како фотографија веќе го имаме. Сега, дали можеби ова за лето повеќе се употребува? За зима. Лосионите се подобри за летно време, а вие се за Значи, путерот за тело се употребува повеќе... Се користи и во летните периоди. Сите што имаат намената сува кожа и после, например, одмори, путерите се многу добри. Така. Значи, нема лето, зима, значи они се може да си ги користат. Проблемот е кај луѓето што имаат помарсна кожа, тогаш може да ја користат лосионите, макар и воање многу добро. Само ќе треба да ставаат помала количина. Така. Кај луѓето со сува кожа треба да се користи со малце повеќе да се негуваат. Така. Добро. Имаме тука, донесовте вие и вашиот сопруг, донесовте повеќе производи. Може да ги покажеме еве и производите што ни се тука на масичката. Да представиме некои од овие, ова се лосиони. Значи лосионите, значи полесно се впиваат, подобро имам исто миризби од ванила, од цреша, исто и од портокал. Значи, мене портокалот ми е омолен. Да. Тоа значи дека се додава, предпоставувам, се додава... Исто се направени од пчелин восок и со масла, со помала количина, за нели луѓето што имаат мрсна кожа, да им се впиваат и побрзо се впиваат во кожата. Добро. И овде, ова се серуми, така? Тоа е како ги кажавте, масло од рузмарин, за коса. Значи ова ни е линијата што имаме за коса, значи веќе 3-4 години ја работиме. Маска за коса од рузмарин, за раст и значи за раст за косата, мека, убава, исто и серумот е за раст, директно со апликатор се нанесува на коренот, се остава 30 на минути, да се бања и е супер исто. И маската за коса, значи обично секогаш ги нудам во комплет заради да има подобар ефект. Добро, и тие малечките се претпоставувам серумите. Добро, тие се серуми, за што се? Серумите. Значи прво серумот анти-ејдж е наменет за лице. За лице, анти-ејджот е од смилј, позната билка како вечна младост. За фини брчки, значи за исто се користи од некои 18 години па нагоре, значи бидејќи нема хемија, нема ништо, значи може слободно да го користат веќе до Значи од 18 години па нагоре може секој да го користи. За убаво чисто мазно лице без веќе младата популација се почнува многу рано да се шминка и многу порано им спаѓаат и првите брчки, исто како децата, тинеџерите. Исто имаме и долго добра крема за тинеџери, значи од 10-11 година веќе почнуваат првите акни. Имаме крема проакни. Исто е многу намената добра за пубилици. За оние тинеџери, да кажем, деца. Па да, има и повозрасни луѓе каде што имаат исто проблем. Има добри резултати? Да, добри резултати. И една меѓу најпродавани исто креми проакни за за да се исчисти лицето од акни. Да, и плюс имаме и серум, одма да можеш да нанесеш во комбинација со кремата. Така. Овие малечките тука што се тоа се претпоставам креми, така? Да, од серумите уште имаме долга палета, значи на серуми имаме исто витамински, широка палета, така да. Витаминскиот серум исто е наменет со витамин Е, морков, портокал. Исто за сува кожа. Значи имаме серуми и за масна кожа. Значи биваксот е за помасна. Да прашам само, овие серуми се нанесуваат само на лице, така? На лице, значи пред на измиено лице, пред работа, пред пудро, значи може слободно, после тоа крема, кој како си има ритуал, утренски или дневен ритуал. Иначе најдобро е, значи на измиена кожа, да си нанесе, после тоа да се нанесе крема, значи секогаш јас комбинирам
пример, да има серум и крема, кога би веќе дошол нашата палета, да му биде нешто подобро во комбинација со производите. Сега, она што е важно да се спомене за Бикозметик, дека е сепак на природна база, дека се овие се производи добиени од пчелите, така? Да, значи нашата козметика е нели пак ќе напоменам од сопствениот пчеларник, исто маслата и билките сами ги собираме, нели ги одгледуваме, кажавме, за да има целосна контрола на производите, се да биде чисто идентично, бидејќи така можеме само да си го гарантираме квалитетот, бидејќи ние си имаме веќе квалитет, што си го изградивме 8 години. И секој што земал, секој е задоволен и секој се вратил. Значи сте веќе бренд и предпознатливи на пазарот. Нас ни е важно дека е сепак тоа природна козметика без нема никаква хемија. Нема хемија, може да се користи значи за лица од 18 години па нагоре. Деца, дали може? Кремата за акни веќе од 9-та, 10-та и витаминската слободно може и од 10-та година да се користат, бидејќи само имаат морков, пчелин восок и значи слободно може. Не ги препорачувам толку мала возраст, значи антиејдж серумите после 18-та, значи видовме дека нели оти премногу почнуваат рано да користат шминкање и пудра и заради тоа после 18-та веќе може слободно да користат, бидејќи сепак нема хемија, значи само се билки и восок. Да. Сега пред да почнете со козметика, вие 10 години, значи 2 години претходно почнавте веќе да произведувате мед. Имате и свој бренд Јади мед се вика, убаво име, со убава порака, бидејќи мислам дека нема човек кој што барем наутро една лажичка мед не пробува и не ни почнува денот без мед, бидејќи сите ги знаеме придобивките на медот. Сега тоа Јади мед повеќе го работи вашиот сопруг, кој што е тука со вас позади камерите. Може малку да ни кажете кои се производите на Јади мед? Од Јади мед исто, значи освен медот. Базично е медот, така. Медот, исто произведуваме на пример мед и полен, многу добро за имунитет. Исто го изработуваме. Прополис исто за директно за во грло и со капки, само полен, значи чисто. И имаме метита, нешто многу добро. Доаѓа време сега есенско време, време на настинки, вирози, алергии. Кажавте, ги знаеме придобивките на прополисот, ама поленот сега го произведувате поленот. Тоа е нешто што сега јас прв пат се сретнувам. Што значи тоа полен? И зашто се користи поленот? Поленот го користат за имунитет. Значи, заедно имаме машина што заедно се преработува со медот и се конзумира на сабајле, со лимон, на гладно, за подобар имунитет и за настинки исто е многу добро. Сега, она што е многу важно, изборувавме пред да влеземе овде во студиото, е тоа што, например, не да Боже, има луѓе кои што и може да развијат некоја алергиска реакција, бидејќи сепак има луѓе кои што се алергични или на полен и кои што се алергични и на пчели, па и на производи, не мора само од пчелни, туку и од храна и од се. Кажете вака убав совет како да се провери најбезбедно и најбрзо да се провери дали сме алергични на некој производ или не. Јас за козметиката искрено. Еве за козметиката, за вашата козметика да кажам. Од путерите и од серумите обично им кажувам дека треба на дланката од натрашна страна да си капнат по неколку капки. Во рок од некои си 20 до 30 минути ако развијат алергија, значи ќе се појави црвенило. Овие 8 години искрено не сме добиле луѓе со реакција дека имала алергија од восокот. Сепак тоа е восок, нели преработен со масла, не е толку, а за поленот секогаш кога купуваат луѓето им кажувам дека треба нели да се консултираат дали на лекар. Медот како медот, нели. Сите го јадат, поленот е поалерген, значи да си прашаат исто за деца кога ќе ме прашаат и викам да се консултираат обавезно, така, со доктор, да се види дали е сега сакав да ве прашам поленот, како го продавате поленот, како исто е како имаме во зрнаста форма и плюс помешан заедно со мед. Значи така се конзумира. Се конзумира, добро. Еве, да слушнеме нешто ново. Јас барем со зрна може да се конзумира во чаша јогурт, да си отстои некои 20 на минути, си пиеш, стирне денот. Так. Некој може во чај.
Да, значи еднаш на ден е Може слободно, доволна доза, да кажеме, наутро, за оние кои што не се алергични. Добро, ги кажавме кој ви е најбаран производ, кажавте дека тоа е путерот од ванила. Сега корисници ви се повеќе мажи, жени, претпоставувам жените, меѓутоа може и за мажи, се зависи од типот на кожа, така? Дали некој има посува или помрсна кожа и според тоа си се подредува козметиката. Да, секогаш јас, например, ги прашувам сите дали имаат масна кожа, бидејќи имаме и за масна кожа. Претходно козметиката ни беше намената за повеќе луѓе со сува кожа, бидејќи восокот и маслата. Но се трудевме многу долги години, направивме нови формули каде што веќе имаме и за мрсна кожа и за комбинирано, значи веќе имаме за сите типови на кожа козметика. Што е со шампони за коса? Имате шампони за коса? Ми кажавте дека не, само маската и маслото. Работиме на тоа. Мислам дека ќе биде за брзо, за да имаме цела линија и за цела една палета. Тоа сакав да ве прашам, имате ли нешто на што работите сега во моментот, што развивате, можеби некој нов производ, нешто што сакате да го најавите во најава што ќе биде следно и да ми кажете со кој производ прв почнавте? Со што започнавте прво? Прво почнавме со кремите, бидејќи во домашна кога почнавме, да, со кремите за лице. Првата крема ни беше од Кантерион. Кантерионот е исто многу добра крема, исто и за изгореници и за сите, бидејќи во домашна услови. После почна нов производ ни е сега моментално серумот Бивакс и серумот Новиот, значи тој е направен исто од перга. Пергата само ја користиме за серуми, не ја продаваме исто тоа пчелните. Тоа сакав да прашам, што е перга? Производи. И заради тоа само пергата ја користиме само за серумите. Серумот за лице, така? За лице, да, исто и Бивакс, значи Биваксот е многу исто продаван серум, направен е од восокот и предобро, значи за сите типови на кожа. Може исто и за помлади личности, има добра линија. Значи, сепак жените, тоа што користат се производи за лице, како што разбрав серумите, кремите и ова путерот за тело. Да, исто имам и маска, немам у моментов донесена. Маската за лице. За лице, направена од мед и полен. Да, тоа го кажавте претходно. Да, исто многу добра, продавана многу. Значи се користи 3 пати неделно. Ја препорачувам повеќе за лица проблематични, кај што исто сепак имаат повеќе акни, повеќе лузни. Значи тогаш кремата, мислам, после има и крема, после за понатакај и серум во комбинација сите 3 производи се многу добро. Така, значи има сепак убави резултати на крај. Предобро. Важно е дека се е природно, дека се е без додатоци, екстракти или без хемија, како што кажавте, се е од база на пчелите добиено, значи треба да си ги чуваме пчеличките, вредните пчелички, бидејќи не само мед, туку е една цела палета на убава козметика, природни препарати. Претпоставам дека ова е козметика уште од нашите предци од давнина се користи, така? Да. Исто сакам да насочам и за маслата. Значи имаме и масла, кои што се добиени исто од восокот. Значи маслата имаме за после депилирање и за исто екстремно суви многу кожи, дури кај што првотот. Направено исто од восок, со мирис на ванила, имаме цриша, портокал, за иритирана кожа, она со црвенки после депилација. Луѓето кога одат, кожата е прави мека, свилена, нешто едно, многу добар исто производ. Да. Цела една палета производи, кажавме, нешто ни донесовте овде, нешто видеа гледачите и преку фотографиите. Сега, она што само да кажеме пред да го завршиме разговорот, еве тука сме веќе и при крај, каде и како да ве најдат сите заинтересирани, како да стапат во контакт со вас и како оди тоа дистрибуцијата, претпоставувам, на сите овие природни производи? Да, значи може да не најдат, моментално работиме со Facebook страната и со страната на Instagram, Be Cosmetics. И тука ги има вашите телефони. Има сите и телефонот не го има. За медот исто јади мед, значи може да најдат на таа страна. Работиме, значи, веќе 8 години со истиот принцип, праќаме по карго, задоволни, негде кај што може да доставиме кога одиме, значи презадоволни.
Ирена, ти благодарам. Времето предвидено од 20 минути измина. Да, ти открие ми многу брзо. тајната дека ова беше прво гостување? Да, така? може, да. Ете така. Ова беше прво гостување на Ирена на телевизија, ни дојде специјално од Велес да ги представи производите на Би Cosmetics. Мислам дека не беше страшно, убаво поминавме и следен пат ќе има повторна можност и прилика да бидете гости заедно со вас и вашиот сопруг, кој што ви посакувам многу успешна работа. Уште многу да ни ги чувате прво пчеличките, природата и сето она што ни даваат овие многу навистина корисни и вредни животинки. Јас многу ги сакам пчеличките. Навистина има нашата земја, нашиот свет, планетата има многу користи и полза од нив. И јас ви благодарам за поканата. Да си ја чуваме природата. Да си ја чуваме. Повели, ви благодарам еден путер. Благодарам. Благодарам многу. Среќен пат назад до Велес и следен пат зошто да не еве да дојдеме кај вас да го посетиме и вашиот пчеларник и сето тоа да видиме како изгледа на лице место.